Годината што изминува беше кризна, рецесијата зафати и македонската економија, помалите фабрики се затворија, стотици работници беа испратени на принуден. Од позиција на министер за финансии, како ја доживеавте 2009? Да бидам искрен, беше тешка година и за министерот за финансии, но и за државата и за сите земји во светот, како за владите, така и за стопанството, за граѓаните, минавме низ доста искушенија. Сепак мислам дека ако се земе предвид какви беа околностите и какви последици можеше да има врз македонската економија од светската криза, во целина поминавме релативно добро. Ако може да се каже добро кога е негативен економскиот раст. За 2010 планирате раст на економијата од 2%. Има ли оптимизам дека економијата ќе заживее или можни се уште потемни прогнози како што очекуваат бизнисмените? Мислам дека има објективни шанси да се оствари раст од 2%. Едно затоа што и основицата е ниска, второ затоа што се очекува излегувањето на европските земји од рецесијата по неколку месеци да се одрази врз позитивно во случајов, да се одрази врз македонската економија. Верувам дека е можно зголемување известно и на инвестициите и на личната потрошувачка во текот на годината. Очекувам дека и кредитната политика ќе се сообрази на потребите, односно очекувам и повеќе кредити и пониска каматна стапка за да ова се случи. Буџетот за 2010 е веќе донесен, тежи 2,5 милиарди евра. Ги замрзнавте платите на административците, но не се откажавте од изградба на музеи и споменици. Ке има ли непродуктивни трошења? Видете, прво владата има програма по која што работи и буџетот за 2010 е составен дел на таа програма и треба да издвоиме дека прв пат во овие 17-18 години на независност на Македонија во еден буџет капиталните инвестиции се зголемени за 18% или за 58 милиони евра, а непродуктивните трошења, како што спомнавте, се намалени за околу 40 милиони евра или за околу 11%. Тоа за една година е значајно прилагодување. Не велам дека не може и дополнително да се размислува во некои позиции да се направат корекции, но сепак е прилично големо прилагодување на непродуктивните трошења за дневници, службени патувања и слично. Очекувам дека ваквиот буџет ќе даде импулс на економската активност во 2010 и ќе помогне колку толку да се компензира делот на намалената екстерна побарувачка. Освен еврообврзницата, годинава финансии се задолжи со купување државни записи. Впечатокот во јавноста е дека тоа се случуваше пред да се поделат пензиите. Ке забави ли оваа динамика во 2010? Во буџетот за 2010 предвидено е помал износ да се задолжиме со внатрешен долг, со издавање на трезорски записи. Од прилика, значи, предвидуваме за 10 милиони евра помал да биде тој износ на вкупна основа. И очекувам каматните стапки да се намалат, односно јас како министер за финансии ќе се залагам за да одиме со пониски каматни стапки. Можам да најавам дека некаде до март месец, со мартовската аукција, очекувам да ја спуштиме каматата и под 5%. Тоа ќе биде мојата цел за 2010 година и верувам дека тоа ќе помогне да повеќе пари останат кај банките, а истовремено да предизвика и слична реакција од монетарната политика за да и на тој начин дојде до спуштање на каматните стапки. Да, ова е убава вест, ако се земе во предвид дека Народната банка само минимално ја намали референтната каматна стапка за половина процентен поен, што и не предизвика голем пат на кредитите. Значи со ова практично што го најавувате намалување, очекувате да поевтинат кредитите за фирмите? Очекувам доколку и монетарната политика се сообрази на случувањата во реалната економија. Не може монетарната политика да остане непроменета во случај од мај месец до 2009 до крајот на 2009 не смее да си дозволи Централната банка 5-месечна дефлација да има во државата. Тоа исто така треба да е загрижувачки знак, односно знак дека е пререстриктивна монетарната политика. Така да и време и потреба има стопанството од по-релаксирана кредитна политика, монетарна политика, значи повеќе кредити и пониска цена. Пред 10 дена излеговте со идеја за формирање единствено тело за супервизија на финансискиот систем, што практично би значило дека Народната банка нема да има контролата врз банките. Оваа идеја Гошев ја оцени како авантура на владата. Добро, не знам речникот зошто е таков, тоа треба да го прашате тој што го кажал тоа. Јас можам да одговорам на тоа дали е потребно тоа да се случи и второ да објаснам дека тоа не нужно подразбира дека Централната банка нема да има супервизијата на банките. Можеби ќе се решиме да и дадеме на Централната банка ингеренции врз другите
небанкарски финансиски институции или ќе се решиме заеднички да дојдеме до констатација дека е потребно некое независно тело надвор од Централната банка, но и надвор од извршната власт, под ингеренции на собранието да ја извршува таа функција, како што ја извршуваат слични финансиски авторитети и институции во 16 земји. 14 земји имаат од Европската унија интегриран финансиски надзор, надвор од Централната банка и надвор од извршната власт. И уште во две е делумно интегриран, но повторно надвор од Централната банка. 2009 беше кризна година за стопанството. Имате ли некаква порака до бизнис секторот? Мислам дека бизнис секторот со доста тешкоти, но умешно и успешно ја преброди 2009. Се покажа дека периодот на криза е и период кога може да се донесат одредени потешки одлуки, да се исчисти сопствениот двор, како на ниво на буџет на држава, така и на ниво на фирма, да се скратат некои трошења, да се појачаат некои други што се насуваат на инвестиции во иднина и верувам дека македонските бизнисмени овие лекции што ги научија, ова искушение низ кое што мина, ќе го искористат понатака за навремено размислување за диверсификација на производството, за да можат да имаат повеќе избор ако дојде до тешки времиња, за алтернативни пазари и слично. Очекувам дека ќе можеме уште на почетокот на годината барем една од мерките што ги бараат стопанствениците во насока на подобрување на ликвидноста или олеснување на проблемите со ликвидноста да ја прифатиме. И очекувам преку соработката да одиме и со третата фаза на проектот регулаторна гилотина, тоа можам да го најавам, и очекувам стопанството, бизнисмените да дадат свој придонес со нови идеи за тој проект.